Драф верзијата за новиот модел за субвенционирање е еден од решенијата за зголемување на производството на храна во услови на економска и енергетска криза, истакна на денешниот брифинг со новинарите министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Како успешна пракса ја продолжуваме и примената на интервентната програма или интервентниот фонд, каде предлагаме да бидат сите исплати по мерки по количина, со што овозможуваме олеснети административни постапки, почести и брзи исплати на субвенциите, но и полесна можност за дополнување на програмата зависно од потребите. Например, кај сточарството, тоа ќе значи исплата за килограм млеко да се врши на секој месец. За полесна реализација на кажаното, воведени се низа нови мерки. Едно од нив е искористувањето на постојните обработливи, но и за поставени аграрни површини. Сите барања кои што се доставени и за средби и за конкретните состојби ќе бидат разгледани и од мене и од мојот тим, и ние буквално сме секој ден на терен и секој ден сме со земјоделците. На наша иницијатива и легислативата се менува се со цел да стане стратешка култура која што ќе биде откупувана и од страна на стоковите резерви. Во овој план фигурираат и субвенционирање на стратешките култури со цел Македонија да не биде увозно зависна од истите. Потем руралната програма да биде инвестицијска програма со отворени повици за вистинските земјоделци, односно оние кои екзистираат исклучиво од земјоделство. Ке се формира нов осигурителен пул и воведување на задолжително земјоделско осигурување, кое првите 3 години ќе биде субвенционирано и поддржано. Конкретната реализација на планот се очекува со почеток на идната година.